Идејата на ВМРО според нивното објаснување е владата да не биде таа која што ќе добие огромни надлежности при носењето на мерки кои би можеле да се злоупотребат, туку тоа да биде независна стручна комисија која што членки ќе бидат задолжителни. За разлика од тоа, сегашната комисија има само советодавна улога, а можеме да се соочиме постојано собранието да биде закочено со работи да не може да носи законски измени, додека пак владата од друга страна да добие огромни надлежности. Вас ви е битно тоа да биде во рацете на владата, а не во рацете на нека стручна комисија? Апсолутно веќе постои стручна комисија, тоа е здравствената комисија, која што е сочинета од експерти во областа на здравството. При функционално собрание, сите оние мерки кои што бараат потреба од измени или дополнување на одредени закони, должни сме, како представници на граѓаните, овде да ги донесеме без, како што реков и во самата пресконференција, играње на никакви политички игри. Се наоѓаме во една исклучително тешка и опасна ситуација. COVID-19 вирусот е сериозен проблем и сериозна криза и за здравието, и за економијата. Јас на вистина, овде би ја искористил приликата, имаме во 24 часа 3 различни ставови од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ по однос на справувањето со COVID-19 вирусот. Првиот став, дека треба да се одложат измените на законот заради одредени дилеми и забелешки кои што ги имале ВМРО-ДПМНЕ по неколку часа. Истата таа опозицијска ВМРО-ДПМНЕ вели дека има потреба од нова комисија да се формира, која што ќе биде независна, што сакаат да кажат дека постоечката комисија е зависна? Апсолутно не. И третиот став е денес, кај што излегува пратеник од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ и вели: ние ќе направиме кворум, веднаш нека се свика седница. Јас на вистина не знам, еве помогнете ми. Ова е конечниот став на ВМРО-ДПМНЕ. Ќе има уште неколку измени во наредните 24 часа. Уште 3, уште 4, луѓе. Не е време за политизација на кризата. Мерките кои што се препорачуваат се согласно мислењата и тврдењата на здравствени експерти во нашата држава кои што постојат. Здравствената комисија препорачува мерки согласно препораките на Светската здравствена организација, која што е носечка институција во справувањето со оваа пандемија. И дава препораки. Препораки од Светска здравствена организација кои што не се облигаторни, но со сигурност се базираат на соодветни и сериозни анализи, а ние, како одговорни граѓани, па после како одговорни политичари, имаме обврска да ги почитуваме. Заради нас, заради граѓанството, заради нашите семејства, заради нашите блиски. И навистина не гледам причина за политизација на целиот овој процес. Наместо тоа, треба да ги тргнеме дневно политичките интереси и да застанеме во интерес на државата, во интерес на граѓаните и да допринесеме согласно препораките и на Светската здравствена организација, и на Здравствената комисија во нашата држава и да ги донесеме измените на законот. Немам друго што да додадам. Дали ќе покажете ново средство за ВМРО-ДПМНЕ на оваа тема да дискутирате поменатите на заедничките групи? Тоа го одговорив во претходното прашање, но еве ќе одговорам пак. Ако е ова конечниот став на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, очекувам дека координаторот
на пратеничката група од ВМРО-ДПМНЕ, тоа ќе го соопшти. Дека да, бараат да се свика седница. Се надевам, за тоа што е нечовечки и нехумано, да се политизира процесот со ставот дека ќе прават кворум во собрање, па тоа е обврска на пратениците да бидат на работа и да присуствуваат, да дебатираат, да дискутираат на седниците. Знаете дека имаме ситуација со пратеници кои што се позитивни на коронавирусот. Тоа треба да го злоупотребуваме за носење на мерки кои што се во функција на справување со COVID-19 вирусот. Тоа е вистината за ВМРО-ДПМНЕ. И ако го соопшти ставот координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ како конечен и непроменлив, верувам, како што се прави собраниска агенда во рамки на координација на координаторите на сите пратенички групи во собранието, ќе биде дискутирано и оваа ново настаната ситуација. Ќе повторам, доколку и само доколку ставот е конечен, а имаме 24 часа пред нас, во кои 24 часа јас не знам ВМРО-ДПМНЕ што друго може да побара. Таквото, почитувани граѓани, почитувани новинари, неодговорно, детско, нехумано однесување на една партија, која што е најголема опозицијска партија, со сигурност и граѓаните ќе го забележат. Прагот на толеранцијата во однос на политизирањето на процесите за справување со COVID-19 е поминат. Не само во рамки на парламентот, туку и кај граѓаните. Наместо да ги почитуваме препораките, ние овде политизираме. Па ќе бараме са нови паралелни комисии, па ќе бараме средби, па ќе правиме комисии, како што тоа го кажуваат ВМРО-ДПМНЕ, внатре во партијата и што ли уште не. Па ќе бараме одлагање. Еве, кои им се дилемите? Зошто не кажа за свикување на седница? Зошто бара одлагање? Ако не бара одлагање, веќе ќе беше донесен. Ќе беа донесени измените на законот. Така да тие прашања треба да ги поставиме и спрема ВМРО-ДПМНЕ. Не може, бре, луѓе, 3 различни става во 24 часа. Која е таа неодговорност на најголемата опозицијска партија во државата? Но јас не сум тука да судам, овде сум да повикам да застанеме во она што значи наш, а секако и државен и граѓански интерес. Благодарам.